Вашингтон му честиташе на Иванов за стапувањето на функцијата, посочувајќи дека неговото инаугуративно обраќање било со позитивен тон. Снежана Лупевска разговараше со Ведран Андоновски. Новиот македонски претседател Ѓорги Иванов непосредно по инаугурацијата испрати писмо до американскиот претседател Барак Обама во кое најавува дека Македонија ќе продолжи со напорите за членство во НАТО и Европската унија и се заблагодарува за американската поддршка. Во студиото Voice of America во Вашингтон го имаме Ведран Андоновски. Ведран, како Вашингтон ја коментира инаугурацијата на Иванов? Официјален Вашингтон му честиташе на Иванов на стапувањето на функцијата и истакнува дека неговото инаугуративно обраќање било со позитивен тон. Еве што за Гласот на Америка на македонски изјави Марк Тонер, портпарол на Европското биро на State Departmentот. The United States congratulates President Ivanov on his inauguration and of course looks forward to continuing our excellent relationship with Macedonia under his leadership. Американската влада смета дека особено охрабрувачки било да се слушне позитивниот тон на говорот на Иванов на инаугурацијата, како и неговата намера да работи во интерес на сите граѓани на Македонија. Жане? Ведран, на говорот на Иванов негативно реагираше лидерот на Демократската партија на албанците Мендух Тачи. Тој каже дека говорот на Иванов изобилувал со националистички пораки и формулации. Дали Стејт департментот реагираше и на ваквите изјави? Портпаролот Тонер, запрашан конкретно да коментира на изјавата на Тачи, само го потенцираше американскиот став дека Иванов во обраќањето испратил позитивна порака. Еве што вели самиот. I haven't seen those comments. I haven't seen the press reports. Our opinion is that we felt it was a positive tone. We thought in particular his call for strengthening relationships with all countries in the region, specifically focusing on resolving the name dispute with Greece, also sent a particularly positive message. Жане? Ведран, македонските медиуми овие денови шпекулираа со тоа дека САД може би ќе назначат нивни специјален представник за Балканот, а цитираа извори на Европската унија и на НАТО. Што вели твојот соговорник за ова, дали го потврди или го негираше? Немаше коментар. Жалам, во моментов не можам да говорам за тоа прашање, рече Марк Тонер. Европска и просперитет